Од режија ми известија дека во меѓувреме успеале да го повратат стримот. Иде ли се или не иде? Иде бе. Еве го стримот. Како се вика кога ќе стигне стримот? Добро вече. Така? За стримаджиите ќе морам пак одново. Пак ќе морам сега што да правиме. Од кого ќе почнеме? Од Кохиро Кохецу. Така ли е? А што ќе каже Кохиро Кохецу? Ајде да видиме што ќе каже. Да не пуштиш гласно, да не прегори пак. Да живее Македонија! И ова сега ја би требало вечерва да го ставам у луп. Има ли луп ова? Нема. И цела вечер. Што идеше вчера на Јади Бурек? Да живее Македонија. Живее Македонија! Да живее Македонија! Да живее Македонија! Не ме рчкајте, толку ми треба. Толку ми треба да го пуштам цела вечер. Зашто? Така. Океј. Пак ќе морам глокот да го прикажам за бегариве наши. Да. Те бендиса ли глокот, кажи ми. Пошто едини си така малце што ги разбираш од работи. Не те бендиса, добро. Извини. Мене многу ме бендиса. Глок 44, потполно придушен. По пети пат. Ама по прв пат за стримаджиите. Чекам само да намести што е можно погласно, знае колку е нивото и колку може плюс да отиде, а јас се потивко зборам за да може да не го чуете тоа што треба да го чуете, бидејќи толку е тивко. Suppressed Glock 44 full auto. Oh. Добро, ја разбирам, не, технологијава е, ова не е електроника, не е квантни компјутери. Ова е инженеринг невиден. Јас знам дека технологијата во вооружувањето е врвот на човештвото. Значи, таму сме апсолутно најмногу имаме достигнато. Но не можам да сватам како успеале до потполност експлозијата од куршума. Значи, овие куршуми барутно полнење. За зрното да излезе. Гледате како чаурите ги изфрла. Кај е барем оној придушен звук што го нели од филмоите. Нели она придушувач кој ќе му стаи. Ова потполно не ми е јасно. Иако искрено да ви кажам, можев да го изгуглам, Glock 44. Ја шо правам бе? Еве ти. Glock 44 full suppressed. How? Не, ова само покажува, ама која е технологијата? Не ми е јасно овој придушувач како. Пазете, не е нешто големо, ова е. Ама добро, ја сега знаеш како, не ми замерувајте, не сум познавач на оружјето. Повеќе сум познавач за ракетната технологија и за насочувањето, одошто ова секојдневно за расправање со комшии. Комшии кравата ти влезе кај мене, сега ќе видам. Suppressed Glock 44 full auto. Oh my God.
Не, за убивање сме цареви како цивилизација. Што можеме ние да направиме, тоа е тоа. Океј, драги мои, она што беше главно е расправијата помеѓу Доналд Трамп, подпредседателот Ванс и украинскиот председател Зеленски во овалната соба. Ова можеме и на крај да го пуштиме, ама ова беше невиден фијаско и скандал на меѓународна сцена. Отприлика знаете што се случи и како заврши. Буквално го ишутира од Cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. One more question to Mr. Vice President. I'm sorry. It's going to be a tough deal to make because the attitudes have to change. What if Russia breaks ceasefire? What if Russia breaks peace talks? What do we do then? I understand that it's a heated conversation right What are now. you saying? Пазете, на овој човек Америка му има дадено 350 милиарди. Не знам колку Америка ги има дадено, ама повеќето. Вика, со тие пари да војуваше ќе ја поразеше Русија. Алудирајќи на тоа дека повеќето од парите дадени на Украина едноставно се украдени. Краделе американци, крадел он, краделе соросоидите, и он не сака веќе да дава пари од американците да дава за војна. И му вика да се потпише мир. И сега вратиме овдека. Што е муатот? Еве сега да ви кажам. Она шаренолика комуњарска полумента, се извинувам ако има некој симпатизер баш, ама навистина ми е несватливо. Значи, Европа е да продолжи да ја финансира војната во Украина, да ја дава оружје на Украина и да ја дава пари на Украина за да војува со Русија. Литванска министерка за надворешни работи, што не знаме таму нешто во Европска унија и така натаму, вика, ако не ја поразиме Русија, како ќе поразиме Кина? Пазете, сулудост. Пазете, не... Ја се обидувам да употребам пристојни зборови, но употребата на пристојните зборови за да го опишам толку е погадна од што да се изнапчуеш како селјак у нива кому вол му влегол у купусот. Значи, тоа е попристојно, по-христијански од што оваа месарница на идиоти, на испрани мозоци, на сулуди, пазете, до толку се продале да целокупната демонологија сами си ја прифатиле. Имено, Трамп им вика, Америка сега вика, да прекинеш, да седнеме на преговарачка маса, мир. Цела Европа, цела опозиција во Македонија, рипа и пазете сега какво, пазете онаа расипана работа. Се сеќавате на Љупчо Ѓорѓевски? Тој беше лидер на ВМРО ДПМН, председател и така натаму, премиер. И он беше еден од главните кој под американско водство реши да ги послуша американците и да го признае Тајван. Знаете како беше тоа реакцијата, нели? И знаете какви беа последиците. Со Кина не си играш. Сега, ние зошто сме застанале на страната на Америка, ние не сме застанале на ничија страна, ти сме за Европа. Али објаснете ми го ова. Ретардирани дегенерици, аморфни андрогени, безоблични безрбетници, како може да не чини оној што бара преговори за мир и ние сме повторно на погрешната страна на историјата затоа што сме застанале зад барањата на Америка, Русија, Кина, Индија да има преговори за мир да се воспостави во Украина. Европа вика не мир.
Отиде у Англија 2 милиарди му да продолжи војната. Ама пази, за разлика од американците кои го решија чист кеш, без ништо. Британија му даде заем. Што значи заем? Дека треба да ги врати парите. Како ќе ги врати парите? Нека што Трамп му рече, окей, ќе ти помагаме, ама барем ресурсите на никој начин, бидејќи немаш како да ги вратиш, немаш индустрија, немаш луѓе. А знаете ли како фашизам овој момент се случува? Ја не сакам Украина и украинскиот народ да страдат. Ја сакам на непријателствата. Ама види Русија опасна ваму таму. Ало, седнуваш на маса со Америка, седнуваш со Кина и подпишуваш и една Русија ќе мора да го испочитува. Али не, Европите, они викаат, не. Опасноста е Русија и Кина и ние мораме да победиме. Кого бе да победиш? Окей. Значи, небулозата на непознавање на историја, немањето на политички сенс, на визионерство, заради секупно, тотално, апсолутно корумпирање. Пазете, ова се ликови задоени од Сорос, од USAID. Затоа се согласувам со политиката на Доналд Трамп и на Елон Маск за кинење на пари. USAID не е USAID, USAID е US War. Финансирани војни, финансирани политички владени организации кои буцкаат војна. Кажи ми дали овие години која вика мир. Славјанка Петровска иска и вика ние мораме да застанеме до Украина. Моите деца да страдаат. Мори кокошко една. Не пуштам деца да ми страдаат бидат у Украина, затоа што немате кого више. Украина веќе нема кого да регрутира. Дали ги на насилни регрутации? Сакате да ви ги пуштам? Сакате ви ознемирувачки? Не, само да си побарате да пишете. Украина регрутирање, насилно регрутирање. Пишете на англиски. Ако не знаете, идете на Google на англиски, побарајте го на YouTube. По 30 души магариња, огромни, со маски на лицето, грабаат деца од улица. Зборам деца, зборам 15 годишни. Како куфер во комбе, за да идат на фронт. Ама мора мало. Абе, човеко, ви седнете и преговарите за како тоа може да е како потиш ми е лоша страна ето глед математика кој квантни теорија не можам да сватам. Подобро ми е лош мир со најдобра војна. Крај. Јанко, бе, што викаш? Пазете, ретардирана публика се занимава со форма. Ау Јанко прави фаци, ау Јанко викал. Зошто? Затоа што нема капацитет да збори за суштината што кажа. Што е битно како кажа? Ама види бонтонот. Кој бонтон? Телевизискиот бонтон. Што е тоа телевизиски бонтон? 30 години мозокот ви е испран со дебилизам, кај што ве учеа. За судски одлуки не се дебатира. Тоа е криминалци ви се улица. Вие народе дозволивте. Не се политичарите и судите. Вие чутите како пусиња се сокрете под кошла. Затоа што Васко Попов рече. За судски одлуки не се дебатира. Не се дебатира. Сега у свет искачаат протести масовни за лоши одлуки, за погрешни судски одлуки, за нечовечки. Види, ако каже партија, така мора да е така. Ово Јанко е будал, дај бе казнете, тргне тамо. Тргнете му спознавим. Ако.
Затоа сме како држава на дното по сиромаштија, затоа сме како држава на дното по исцрпеност, по опуштеност, по запуштеност. Среќа што имаме, знаеш што, и ќе го кажам, партиски ќе ви се определам. Фала ти оди што ни го прати да помене. Затоа што онаа каста лопов безоблича, со што занимава? Се занимава дали одговорница пратеничката од ВМРО ја навредила другата пратеничка од СДСМ. Ало, народов угомна то небе. Заради вашите деланија. Ја ќе ве гласам на следните избори, ако излезете и јавно се извините за сите што ги направите. Еве ја да вас збор. Нема да гласам за ВМРО, ќе гласам. Излезе јавно, признајте се све и расчистите се. Направите ветинг во партија. Барем мети изуси ветинг. Најголемите криминалци ве раководат. Знаете ли дека фургони леше за време на корона, е лидер на партија и вие аплаудирате на тоа. Пак на балконки искате му аплаудирате. Малце ви е политички час. Фургони треба. Фургони треба за овој народ и нема да памет. На еврејскиот пакт им дојде памет. Се побуни, изгина. Ама беа храбри. Собраа храброст да се спротиват. Зато овој народ што гласа за промени и што има власт. Страв ме фаќа од таа војна реторика. Пазете, мртви ладни цела опозиција, која беше од ОСЕ и да се помага на Украина. Пази, помага на Украина. Војна збориш, не е важно да е Украина. Зашо не зборите ајде да помагаме у Палестина? Ајде да збориме да помагаме на Тајланд. Русија би била опасна. Абе, насила ги правите луѓето да се проруски. Уопште не можам ни да ја смислам руска чизма овде. Не можам да најдам историски податок кој би ме оправдал дека Русија е голем, искрен пријател на Македонија кој помага. Не. Америка. Тоа е моето мислење. И имам право на тоа мислење. И I don't give a fuck дали се согласувате со тоа. Војна. Војна, бе, човече, војна. Мртви, ладни, викате, тоа е добро. Ова е лош. Трамп е лош. Оти барал мир и, нели, си спонашал дрско спрема Зеленски. Да, се слагам. Беше дрзок. Надвор од дипломатија протокол. Што мислите? Прв пат е ова во историјата на дипломатијата. Не, само испрани ви се тоа комуњарските мозоци дека видете, почитуван господине. Знаете зашто е таа форма на некаква си дипломатија, таква да речам некој дипломатски бонтон? Затоа што си кеширан, затоа што не те боли, затоа што твоите деца се школуваат у странство, затоа што ти си среден за 15 животи, затоа што другите ќе тонат, народот ќе тоне во септичка јама, ама ти ќе викаш, немавме избор, тоа е, еден е изборот. Почитувани. Дали разбирате? Јас сочувствувам со народот и правам се што е можно. Оп. Невладините од USAID и од Сорос. Како говор? Како? Феноменално. Па тоа е ова, па тоа е она. Ај само малце да ви прочитам неколку работи кои се однесуваат на таа тема. Не, ова пародија. Дај некоја поретардирана, подебилна музика.
Ќе си го најдам ја, кај да е, полека. Китка ми вене, 8 март ми дреме. Ајде да видиме. Кратка историја на Европа која се обидува да ја освои Русија. Нели? Русија влегла во Унгарија. Русија влегла во Афганистан. Русија влегла во Чехословачка. Така? И се повлече. Тоа у времето на СССР, кога правеа овие контрареволуции. Сеако има контрареволуции, па нормално е све тоа. Океј? НАТО да влезе. Само една мала кратка историја. Пред 800 години, пошто јас сум историја, ја треба да сум у кадар. Јас, не компјутерот. Јас. Држи ме мене. Немој да покажеш што имам на компјутер. Зашто покаже? Кој ти рече да покаже? Срам те било еден човече. Кратка историја на Европа која се обидува да ја освои Русија. Пред 800 години Шведска ја нападна Русија. Ова се, пазете, факт, у Википедија отворете. Пред 400 години Полска и Литванија ја нападнаа Русија. Пред 300 години повторно Шведска заедно со Обединетото кралство. Пред 200 години Франција, Наполеон, познатото. Предпоставам дека само ова и го знаете. Пред 175 години Франција и Обединетото кралство ја нападнаа Русија, поточно така наречената Кримска војна. Пред 100 години Руската револуција и Првата светска војна. И револуцијата и Првата светска војна се напад на западот на Русија. Пред 80 години Хитлер. А сега НАТО води прокси војна преку Украина. Но Русија некако е закана за Европа. Океј. Неќам ни да стапнам у Русија. Не ме интересира, ништо не ме допира. Со руски новинари, кога сум имал средба, или комуникација со историчари и така на, уопште не е сапат, као не постоиме. Што сакате зборете? Не сме битни. Уопште не сме у нивни геополитичко, геостратешки интерес. Русите ги интересира Грција, Бугарија, Србија. Франција ја интересира Србија. Британија ја интересира Грција. Германија ја интересира Грција. Италија ја интересира Албанија. Кого чив интерес е Македонија? Буквално ничив. Спомни ми една европска земја, ќе земам папуча, онаа Чик Куманово, ленарка, со неа ќе те тепам, Единствено за кое знам дека е во континуитет е од крајот на 19 век, со доаѓањето на Мистон, мисионерката, пратена од Америка, во Македонија, и која е првата која дошла да разбере за страдањето и да направи нешто за Македонија. Лигата на народите на Соединетите Американски држави, во која биле тогаш и Ајнштајн и познати и така натаму, даваат поддршка на медиуми, новинари и така натаму, континуирана поддршка на Македонија и решавање на македонското прашање. Само нацистички копилиња со признак некаков патриотизам, Америка им била крива, Америка сакала да ја уништи Македонија. Ручки оттупани. Гледате ли сега кој? Затоа што у нивни двор сме. Не есапат. Нема земја што не есапи. И ние, зошто имаме стратешко партнерство? Зошто Мицкоски отишо? Абе, рацете ќе му ги бацам што отиде 3 пати у Америка. Киро Глигоров со сите негови мани. Едно ќе кажам, една моја бивша пријателка имаше речено: фала му на Киро што не продаде на американците. И тоа е најдобрата работа. Но зошто се ги замразевте американците? Заради USAID и заради Сорос. Мислете дека е тоа американска политика. И разбирливо, имате право.
И тие пари што Сорос и USAID ги даваше, Холандија, Германија, Франција, така натаму. Кажете ме, што добро политички ние излековме од било која европска земја? Дури сега малце срамежливо со Мелони, нешто од Италија, ама и она не САП. Само Америка. Не Америка, Македонија нема да постои. Толку ќе ви кажам. Инаку поздрав до браќата, наши рамковни. Бондстил дефинитивно се затвара, но ќе остане. Него ќе го преземе Турција. Ќе биде многу интересно. Тоа се моите последни податоци. Дали се точни? Уопште не ме интересира. Кај ми е стримот, бе? Кај е стримот, бе? Еве го. О! Да живее Македонија! Лу Несторовски, браво Јанко. Браво де. Панче Цикарски има проблеми со звукот. Има. Мора некој да ги брани државата, бе. Ало, какви преговори, има да се ратуе до крај. Орце Стефанов од Дрексел Мар Груп живе у Крива Паланка. Орце, и ти, децата, храбро да идете и да ја браните државата. Нема преговори. Така, има да се ратуе до краја. Како вика Ужице, како пишуеше, како вика на муницијата. Пали, не жали. Реди, не штеди. Уз маршала Тита, јуночкога сина. Кого? Море? Идам надслушај вамо. Подоле. Ова, да. Бриши пишки. Избришено. Добро е сега? Нема да е добро. Седи, бе, не ме знае. Туку, може ли да ви пуштам едно... Гоце Панговски го знаете. Го знаете од и... Ја го донесов, човек го направив. Гоце Панговски е наш човек од Канада или од Америка, не знам точно. Неколку пати гостуваше во мојата емисија, виртуелно. И сега стана многу популарен. Со мене не стана, му се извинувам. Влезе во дуел со Љупчо Ѓорѓевски, кој, знаете дека неговите ставови пробугарски, кои се истоветни заедно со СДСМ и со цела опозиција. Впрочем, и поддржан од нив беше, иако сега веќе ни тоа. Влезе во една дебата, па слушнете ги овие 7 минути на докажување. А пази, Гоце Панговски не е политичар, но е многу начитан. Значи, академски толку е самообразован, толку има книги, толку има огромно познавање од македонска историја, преродбеници и така натаму. Љупчо Ѓорѓевски исто така се смета себе си, но он го бране бугарскиот карактер на македонската нација, ајде да така се изразам и така натаму, иако побара било кој медиум да го поканел некаква дебата ово она ваму таму. Љупчо Ѓорѓевски имаше многу шанси, нели, кога му дојде шарената револуција, се правеше лут, мене не ме познава, ворете тоа, ама ја немам намера да слушам, но со задоволство ќе ги проследувам дебатите, особено вакви како со Гоце Панговски. 7 брилјантни минути на Гоце Панговски. Значи, не бегајте сега од суштината со whataboutism. Ве прашнав и преска. Кои се оригиналните бугари? На словенски јазик зборувале Аспаро и Омуртак. Како се претопи турко-монголов Омуртак во Словен? Свети Климент и Свети Наум. Каква врска имаат со бугарите? По која држава доаѓаат? Во Бугарија. Кој цар ги плаќа нив во Охрид да прави книжена школа? Борис Како Михаил имаат? се син. И праќа Византија Свети Кирил и Методи на мисија во Велика Моранија. Па, И сега византијска е сето тоа. Каков народ се бугарите, кога се појавуваат на Балканскиот полуостров,
За кој јазик зборува? Господин Гергиевски, за кој јазик светите браќа Кирил и Методиј или поточно Константин Кирил ја создава глаголица? Старословенски. Зошто цела официјална Бугарија тврди дека е староболгарски език? Ние имаме академици кои викаат дека на старомакедонски јазик Свети Кирил и Методиј го направиле јазикот. Цитирајте ми кој го кажал, тоа каде, во која книга? Да го има сега колку сакаш тоа. Еден од најпознатите лингвисти е Роман Јакобсон. Роман Јакобсон во своите збирни 6 тома дела издадени од Харвард вика дека е на македонски дијалект. Не го напишав јас тоа, не ви одговара тоа е факт. Кога ќе го видите оригиналот на Ватрослав Облак, дека пишува македонските наречја, ама на бугарскиот јазик. 30 места пишува дека од бугарскиот јазик покрај околината на Солун. Ние го вадиме тоа македонските наречја, а од бугарскиот јазик го бришаме во нашите преводи. Ве прашав директно за кој јазик е направена глаголицата, рековте за старословенски. Бугарите го нарекуваат за староболгарски јазик. Овде го нарекуваат старомакедонски се. Значи не бегајте сега од суштината, тоа на англиски се вика what about? What aboutism? Ве прашав и преска. Кои се оригиналните бугари? На словенски јазик зборувале Аспоро и Омуртак. Дошле бугарите на Балканот, како што доаѓале претходно словените, они дошле 150 години подоцна од словените, две држави направиле. Едната направиле на територијата на денешна Бугарија, а втората е направиле на територијата на Македонија. Тоа Македонија во чудата на Димитри пишува дека Пелагонија има бугарска држава во Не е точно. реченица. За никаква држава не пишува бугарска во чудата на Свети Димитри. Како територија ја зборува како Ама област. никаква. Сега немојте да импутирате нешто што не е вистина. Тие бугари со тек на На време кој јазик зборува? не знаеме. Нема Како не знаеме, како не знаеме, Кажи. бугарската наука знае и светската знае. И кој? На јазик Кој? од турската Кој? група на јазици. Туркиска група на јазици. Нема, не знам од каква е, тоа не се знае каква е група. Тој бугарски народ, ние до ден денеска тука го викаат татари. Не можат да видат татари, затоа што татарите се појавуваат после 12 век во Европа. По бугарските книги, научни стои дека се турко-монголски народ бугарите. Не го напишав јас, тие го пишав. Океј. Тие доаѓаат тука и се претопуваат во словените, така? Ако се претопува, како се претопува народ? Ние бевме 5 века под турско робство. Вие станавте турчин? Свети Климент и Свети Наум. Кога Каква беа врска имаат со бугарите? Во која држава доаѓаат? Во Бугарија. Кој цар ги плаќа нив во Охрид да прави книжена школа? Борис Како Михаил е? и се син му. Ама што има врска ова? Што докажувате? Е, ова прашање ти ме прашуваш од каде А бугарите? И праќа Византија Свети Кирил и Методиј на мисија во Велика Моравија. Па, И сега византијска е сето тоа. Како што сакате за државна направите? формација. А и ова е државна формација. Еве и во времето на цар Борис. Што е Борис? Словене? Сите бугарски извори зборува, државата се вика Бугарија, за народот се потребува зборот словенски. Не е точно сега. Како не е точно? Ова е сега како да пред гранапче, некој да пиеме пиво. И да се Не е зборува пред што сакаме. граначе зборуваат. Кога е создадена глаголицата? Може да ми кажете? Која година? 63-та. Ви го спомнав, преска има чаталарски надпис на хан Омуртак од 822 година. Добро, добро. Тој вика, јас бугаринот дојдов меѓу Грци и Словени. 40 години порано. Како се претопи турко-монголов Омуртак во Словен за 40 години? Прави две Основната официјална големи школи. бугарска историја тврди дека официјално и словенскиот јазик е прифатен во Бугарија 893 година од цар Симеон. Од 863 кога е направена глаголицата до 893 има 30 години. На кој јазик зборува Бугарија 30 години? Словенски зборува. Господин Георгиевски, дали Борис кога се покрстил останал Борис? Михаил стана. Зошто? Го земал името на византискиот император кој што го покрстил. Така? Ја што реков дека тој Сега покрстува. застанете. Имал син кој што го наследил. Како се вика син, Така е. знаете? Знам, последни Растомир или нешто како се. Расате. Владимир му е крстеното име, Тие Расате. враќа религијата, така? Што Тие направил враќа Расате? Ги Ја испоклал. враќа старата религија. Која е таа стара религија? И што Чекајте направил сега. Чекајте сега, која е таа стара религија? Значи оригиналната религија на бугарите. Тангра. Така, така. Така?
Значи Така. да ми кажувате вие за некаква бугарска православна црква и такви работи, тоа се мистификации на денешните Какви бугарски мистификации? национал-шовинисти. Не ни беше проблем цар Самуил државата да му ја викавме бугарска, така? Сега одеднаш Добро. тоа е многу голема навреда за Македонија. Не е така? навреда. Еве сега да ви објаснам зашто не е навреда и зашто термините од средниот век не ферираат на денешниот. Како се вика државата на Отон први и втори таму во Германија? Во истите векови. Света Римска империја. Добро. А е во Германија. Дали е тоа Римска империја? На латински јазик зборува. Ама како Е. е? Кога е во Затоа Германија што германци се благослов. со... Ве прашав кои биле бугарите и вие тргнате во некои други насоки. Ви го Цар избегнувате. Самуил биле бугарите, Гоце. Цар Самуил Па биле. Самуил сега, цар Самуил е 10 век. Од Аспарух до цар Самуил, кои се тие луѓе? Борис што е? Истите се. Ако Цар си, ама Тимоен, како си цар исти Тимен, се? цар Крум, сите тие владееле со Македонија. Сите си исти по етнос. Од Аспарух до цар Самуил кај е Македонија, ајде кажи ми. Како тема, повнате во Византија. Ја губи Византија етничката нормална Македонија и ја Така. прекрстува Тракија во Македонија. Ама во изворите Теофан Исповедник вика Констант Стори, императорот византиски се бори против македонска склавинија. И сега Термин македонски склавини нема во историјата. Има склавини. се извинувам, ама ова е како да подобро да ме опцуете, него ли вака да преме муа. Сега сакате да ви го покажам изворот. Благодарам режија, да го вратам микрофонот. Гоце Панго, ја го респектирам. Збори вистина и повторно, оние што не се согласуваат со него не зборат за тоа што кажал Гоце, кои факти ги изнесува. Ау, како зборел. Види, Љупчо, со каква смиреност. Тоа што си смирен, ќе ти кажам, дека најголемите... нема везе. Не сакам Љупчо да го оклеветам. Човекот си има своје убедување, кои ја лично сметам дека се погрешни и се погрешни, ама... Од каде е рекламава, бе, види? Бог да чува. Овие грчко-фирумски производ. Добро. Се протна. Не можев да го исконтролирам. Океј. Еве ја. Петровска денеска што изјави. Не, пардон, на 24. Не смееме да ја оставиме Украина сама. Малце ли пари дадовме, ние што сме голтари? Малце ли плаќаме за НАТО? Сега, што уште треба, бе, господјо Петровска? Што? Децата мои да се ги пратам? Повелете, пратете ги вие вашите. Ја одбивам. Или ќе бидат регрутирани на демократски популарен начин? Како вака? Ова е на улици на Украина. Ги собираат како крпи. Люди, які За да ги залучені пратат до цієї право роботи, на фронт, насправді такі самі нормально да мобілізовані і центрів комплектування, На самом деле говорить в одиночных случаях, если только у меня в производстве находится порядка 20 дел по обращению Однако, к гестапо стоял. незаконным действиям военкомата, я бы не стал бы. Ја разбирам, Судов доброволно достатъчно большой. сакаш да служиш, окей. Не сакаш? Зошто насила? Гледај, гледај, гледај. Гледај со кучето како бега. Леле, језиво ме е. Убиство да е, нема да ми е толку страшно. Каков фашизам е ова, еј? Forcibly detain them for conscription. These actions have been documented. Леле, particularly греота, еј, as греота. Зашо го пуште? За да вие ме убедувате дека сте на исправната страна на историјата, а Македонија со ВМРО не била.
ми се преврте желудок. Ако. И јас сум глуп. Океј. Еве да ви покажам што е едно од најпопуларните видеа убедливо на Facebook. Имено, моите постови се притискаат она кога ќе напишам текст, фотографија и така натаму, како инерција на сите оние цензури што ги преживував. Но видеата не ми ги контролираат повеќе и слободно идат вирални, затоа што Facebook ја тргна цензурата за видеата, во смисла не може некој сега контентот, содржината на видеата да го проценува, дали треба да биде гледан или не. Он само за музичките права сега и заради тоа доста од видеата стануваат популарни. Еве како со вештачка интелигенција илустриравме да биде видено следбата помеѓу Зеленски и Трамп и погледнете само графикот што покажува колку прегледи има. 415-416 илјади прегледи. Еве го. И овдека стои. А што е видеото? Видеото е кога двајца се караат, третиот јаде пуканки, се смее и фаќа сер у свилени пижами. You don't have the cards. You're buried there. Your people are dying. You're running low on soldiers. Listen, you're running low on soldiers. It would be a damn good thing. And then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I want this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you don't have the cards. Толку е видеото. Добро бе, толку е сега. Што? Немам поише. Одма, дај уште. Нема. Инаку Трамп прати специјален пратеник на Балканот за да провери како се трошеле парите од USAID. Миау! Мау! 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 Абе, февруар заврши. Миау! Ама мачињата пак завиваат нешто. Зашто ли? Мау! 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 Инаку типов ме потсеќа на Марлон Брандо. Онака кум. Цеткај дета! Хасанче да цетка! Цеткај дета! Ако е нашминкан, нека ви е нашминкан. Како ќе ве пренашминка? Мейкап на леш. Доживети стоту, доживети стоту. И сакав да ви покажам едно видео кое мислам најгледано видео од овие простори во Македонија. Видеото не е мое, го најдов, стварно не може да се сетам, го објавив јули 24 лани и кога видов колку прегледи има, стварно се вџашив. Видеото ви го пуштив пред некој ден. Сега го пуштам пак. Не, нема да го пуштам пак. Много е добро. 1,4 милиони гледања. Погледнете. Да, еве, 1,4 милиони прегледи, 20.000 лајкови, 274 коментари, само не видов колку шера има. Да не го пуштам? Добро, не го пуштам. Е. Коментар. 2100 шера. Е, така. Инаку, проучував каде е шерувано. Значи, најмногу е шерувано во Хрватска, Босна, Србија, Косово, Црна Гора и нормално во Македонија. Растура видео. Инаку типов збори, со многу вулгарни зборови се изразува како поминал на интервју за работа. Смешно е до безсвест, нема превод, но има многу пцовки српско-хрватски.
сакате да го чуете, подобро идете на мојата страна, нема да го пуштам во емисија. Да не направам проблем на телевизија, некој да се извинете. Исто така, едно од најгледаните интервју е една многу добра вештачка интелигенција, монтажа на песната на Лепа Брена, Јас сум југословенка, каде Меланија Трамп и ја изведуваат као Меланија Трамп и Доналд Трамп. Преку 700.000 гледања. Еве како изгледа ова, тука немаме никаков проблем. Еве, инаку да ви кажам, драги мои пријатели и пријателки, вештачката интелигенција апсолутно станува насекаде и можете да побарате што сакате од неа. Можете да напише историјат за вас, побарајме мене или што ти ја знам, или напиши ми домашна работа на таа и таа тема, или имам некаков математички проблем. Ја искрено дури не би знаел што да го прашам, толку сум глуп за математика. Благодарејќи иако чат GPT е еден од главните, но грок на, те молам префрли, грок на X или бившиот Твитер на Елон Маск напредуваше, веќе е во верзија 3.0 и е страшно паметен. За проба го натерав да ми напише една конструкција, една колумна на една зададена тема, да речам историја на град Скопје, ја напиша перфектно. Без оние, знаете, грешки кога граматичко или преврзување на зборови, превртување малце нелогичности, и тие ги нема. И тоа се на кирилица, се точно. А ова што го гледате, драги мои, ова е нешто пак што мене ми предизвикува, ајде да речам, благо речено, може би гнев или разочарување. Нит сум гневен, нит сум разочаран, ама ние муабетов околу ова што сакам да го видите. Пред 5000 години кинезите научија како од свилените чаори да вадат свила. За ова сите знаеме, сите постари знаат како се вади свилата од чаурите, од свилената бубачка, но ја никогаш не сум го видел. Еве во едно кратко, неколку минутно видео, како се отвара чаурата, како се... И ова кинезите и ден денес го прават. Некој рачно, некој машински. Ова е претежно да ни покажат како некогаш се правело. Нешто слично вака било и во Македонија. Македонија е една од ретките земји во свет каде се одгледувала свилената бубачка и се вадела свила. За да одгледува свилена бубачка потребно е посебен вид на дудинка или црница, како ги нарекуваат, која ја имала во изобилство во Струмичко. Но после Втората светска војна ние одлучуваме дека тоа не е модерно, дека треба да се иде во железара, да се живее во стан, комбинат да не се направи, да се укинат, да се утепаат козите, да се прекине со свилена буба, нема потреба од коноп, нема потреба од афион, нема потреба од кози, козио сирење и така натаму. Свилата и ден денеска е баснословно.
да продолжевме, да државата направеше тогаш некакви комбинати кои еве може би тогаш ќе се приватизира, ќе се продолжеше со нешто, иако чисто се сомневам Македонец не продолжува со работа. Он е паразит кој ќе грабне и ќе исцица, ќе продаде и ќе ги троши парите негдека. Еве како се тегнела свилата, се вади свилениот конец. Секако дека ќе отворам и ќе погледнам колку е цената на свилата, свилен конец. Price of silk. Silk price. How much is silk worth today? No, za kilogram. Euro. Едно кило свила 100 евра. Иди сади памук. Нема проблем. Одлично. Ова е, збориме, сирова свила. Океј. Не требало, добро. Океј, не требало. Не ни требаше ни стаклара. Не ни требаше ни скопска млекарница, не ни требаше ни кожара, не ни требаше, шо све не ни требаше? Треска мебел. Шо ке ти е мебел, бе? Станови, бе, гледај, стај! Абе, станови, тоа е бизнис, бе! Лапај! Одлично. Не бива нас за бизнес. Дунстери сме. Туку, ајде, си простивме. Ако ништо друго, барем проштевајте си со најблиските и проштевајте си со најинтимните, за да и Господ ни прости. Бидејќи, знаете како, љубовта, бракот, врската, тоа е мислам дека една од најубавите театарско-балетски, естетски, уметнички перформанси на таа тема во помалце од една минута. Многу сум фасциниран од библиката која е преку движење прикажана, буквално мислам дека еден од најсуптилните начини да го прикаже животот помеѓу двајца што се сакаат, како се сретнуваат и како го поминуваат. Give me more than one caress. Satisfy this hungriness. Let the wind blow through your heart. For wild is a wind. You touch me. I hear the sound of Доволно. Све е кажано. Туку слава му на Бога што ова е минливо, ова е труло, ова ќе заврши. Тнка ни е верата дека ништо нема после, но има вечност. Иначе, која логика е ја да сум жив, вие да ме трпите, ја овдека да не знам што правам и зошто правам у веков, у моментов, ако не постои нешто повозвишено и потраено. Фала му на дедо Адам и
iako mi je predok, i gnev, i благодарност, и љубов, и страдање за прагревот и за страдањата што ги имаме, ама искрено верувам во големата награда. Многу отидов патоса, ке мора да го пуштиме Божо. Па да го пуштам ли? Па што се дереш, бе? Селјак еден. Па и да се дереш. На што личи, бе? Каков тоа е бонтон тука у телевизија? Се дереш, бе? Стоко една селјак. Пу! Ке те отпуштам, после ке збориш, ке идеш кај Газда Божа. И шо Газда Божа кој ќе те предаде? Били ти помого ранjeno и срни? Шта те испуњава на послу? Цемент ме испуњава. Мой разговор за посao. Морам пак да го прекинам, не менјај кадар. Ти одлучи да менјаш кадар. Ај врати кадар тоа. Не ли сум убав? Не, суха лепота, брат. Суха, као сухомесната. Сланиница. Па имам кулен за марче. Да го пуштам тој од Срем. Не, у пости тој нема. Ало, постите ќе завршат кога ќе се вратиме ние од одмор у Грчка, бе, брат. Да си свесен, у март месец почнаа постите. Ова на 25 мај ќе биде Великден. Ама никогаш не било, стално е у април месец. Човече, никогаш вака не заглаја. Петрови пости ќе споиме сега. Леле, тешко мене. Марче се шалев. Сега ќе ми го прати Зоки. Добро. Дечки, кога ќе не избркаат од работа, еве како ќе одиме на интервју за работа по други фирми. Не, вака треба да кажам, затоа и го прекинав. Дечки, има многу пцовки. Ве молам, тргнете деца, експлицитен јазик се користи, хумор е, стварно е хумор и те молам. Океј, значи ве предупредив, хумор е, забава и тргнете малолетни деца, ве предупредувам заради српско-хрватските пцовки. Океј. Moj razgovor za posao je bio ovakav, kod mog gazde Bože. Dobar dan, sjedi, ja sjeo. Jesi li, pitao on mene, jesi li ikad radio na gradilištu? Ja govorim, gospodine Božo, nikada. On pruži ruku, kaže, čestitam, dobio si posao. 9 sekundi. Danas ti dođeš na razgovor za posao, onda imaš ovih hrpu pedera, pederčića, pederčina koji sjede ispred tebe i pazi pitanja. Što vas ispunjava u poslu? Sad pazi, što bi ja trebao reći? Cement mamu vam jebem. Ja kad vidim vreću vapna, ja glavu gurnem u vapno od sreće. Pazi, što te ispunjava? Možete oni žele ispuniti. Pa pička vam materna glupa. Pa plaća me. Pa ljudi rade za plaću, jebe vam mater retardiranu. Pa moj friend je bio na razgovor za posao, ovi ga pitali, bili pomogao ranjenoj srni. Ajde na tom intervju reci da te boli kurac za srnu.
Pa reci, puca mi, brate, kura za tu jebenu crnu. Pomogao Pa bi kakva crna pičkava materina? Pomogao bi da završi Pa da nije Dario. da završi na ražnji, jebi ga šta. Pa to je stvarno bolesno. A prvo crna ili je živa ili je u gulašu. Kakva ranjena, jebote ranjena crna. A druga stvar, sa tog zapada, unapređivač prodaje. Stari govno ti se smrzne. Slaže žvake na benzinskoj. Znači, mati te je rodila. Nije spavala godinama dok te podojila, odgojila, u školu te poslala. Adolescencija, problema 100, vraćaš se kući u 3, pijan, mati, čača, svi u šoku. I ti se zaposliš, dođeš kući i kažeš, evo slažem žvake na benzinskoj. Ja bi te na kućnom pragu odrobio. Na kućnom pragu metak učeo. Pa jebote, više tebi. A pa si ti zajeba na poslu. Što si plavi orbit složio lijevo, a zeleni desno? Nemoj mi to više raditi. A nama na poslu pukne oplata, odvali beton. Pa skoro 5000 gledanja imam, a nešto sme bili interesni. No, imamo još jedno kratko rilče koje skoro mi pristigne i sa ogromno zadovoljstvo ke go puštam. Hvala Marče za rilot. Ti da gledaš u kulenot što ima. Čekaj da čujem zvuk od prvi test. Ne menjaj kadar. Okay, brother. Now we're going with the country music and the dancing girl. Go! Ne, znaš kako, gledat polžavi luge. I vika, ej, ovije luge se od polžavi nastanati. Zašto? Pa gli kakvi se bavni. Nebe vika, ti je vežba tai chi. Mnogo si smešen, Janko. Vicka si. Kako što? Ok. Ke se smejeme li na tuđa muka? Da li je vored da se smejeme na tuđa muka? I taka da završime soser. Pa da gorime u pekolot. Ama samo ako Marče dojde da gleda. Gleda? Ok, dragi moji prijatelji i prijateljki, благодарам što večerva bevte so nas. Leka noć i prijatno so ova posledno video koji ke iznudi od vas operski ariji. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.